Здраво на сите, тука е Даниел Ристовски, добре дојдете во Devotion обред 24, каде што заедно одиме според една од записите, една од биографиите на Исус Христос, напишана од апостол Јован. Денеска ќе бидеме во 15-та глава, ќе одиме од првиот до 17-тиот стих. Пред да почнеме со читањето, би сакал да ве замолам две работи. Првото е споделете го ова видео, бидејќи тука ќе биде споделена пораката на Евангелието, која што според Римјаните 1:16 има сила Божја за спасение. Па така ќе може да ми помогнете да таа порака допре до некој човек кој што е пријател на вашите социјални мрежи, или ќе пратите можеби по приватна порака кај некој и таа порака можеби и само можеби ќе има шанси да го промени тој човек за секогаш. Но дадете ја таа можност вие и помогнете ми заедно да таа порака споделиме до што повеќе луѓе, досегне што повеќе луѓе. Второто нешто, за да ни овозможи тоа да продолжиме да го правиме и понатаму да го правиме што почесто, да може да бидеме повеќе инвестирани, би ве замолил да инвестирате и финансиски за Евангелието. Ќе оставам во коментар или во опис горе линк некаде, или може да одите на danielristovski.com/donate и можете да го направите тоа токму таму, за да можеме да продолжиме да го правиме ова повеќе поинтензивно и да бидеме на благослов на што повеќе луѓе. Пред да почнеме со читањето на текстот, би сакал да се помолам за вас. Господи Исусе Христе, фала ти за секој ден кој што се вклучува нова видео таа страна на екранот. Господи, те молам ти допри ги нивните срца сега, те молам ти благослови ги, Господи, отворим го срцето за Твојот збор, за Твоето Евангелие, Господи, да биде изчистен, да биде празно, да може да прими од Твојот збор, Господи, преку мене зборови, Господи, ти стави зборови Твои на мојата уста, да не бидат тоа мои мисли, мои зборови, туку Твои, кои што сакаш да ги пренесеш на луѓето кои што ќе гледаат ова видео. Го барам Твоето водство од Светиот Дух, Господи. Фала ти, слава ти. Амин. Евангелие според Јован 15 глава 1 до 17 стих. Вели Исус: јас сум вистинската лоза, а мојот отец е лозарот. Секоја прачка во мене што не дава плод, тој ќе ја исече, и секоја што дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Бирате во мене и јас ќе бирам во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не е од лозата, така и вие ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Останете во мене и зборовите мои во вас. Тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу плод и да бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюбив вас, останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг како што ве возлюби вас. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели, вели Исус, ако го вршите она што ви го заповедам јас, дека не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ми избравте мене, туку јас ви избрав вас и да поставив да одите да бидете плодоносни и плодот ваш да останете, што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Ваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Какви стихови се ова? Овдека лежи тајната на живот кој што носи плод, на живот кој што извира во љубов, кој што извира во мир, кој што е решение на сите проблеми. Види, во Едемската градина дојде гревот, преку Адам и преку Ева и преку раѓањето на следните генерации, тој генерацијски грев се пренесува од колено во колено до мене и тебе денески, до нашето поколение. Но Исус дојде на крстот, умре, беше погребан и после третиот ден воскресна за да го скрши тоа проклество, бидејќи неговата крв имаше мог да го направи тоа. И се уште има мог, бидејќи неговата крв е жива и денеска, не е исушена, тогаш избришена со крпче или ставена ханза па за да зарасне и да се стврдне, туку неговата крв е жива и денески и трансформира живот и како мене и како тебе. Но гревот
доколку не го прифатиме тоа, доколку не останеме во Христос, како што вели овдека, прави многу големи проблеми. Кога ние сме надвор од Христос, кога сме надвор од заедништвото со Него, гревот прави големи разори. Сите проблеми, сите работи во нашиот живот, сите караници, кавги, сите подолби, немири, разделби во животот, сите повреди кои што сме ги почувствувале во себе, било која повреда, колку и да е голема во твојот живот, што некој ти ја нанел на тебе или пак ти си ја нанел на некој друг, е поради гревот во твојот живот, гревот во мојот живот. Трагедијата во Кочани е поради гревот кој што владее во Македонија. Тоа е поради корумпираниот систем кој што издава лиценци на штампање поради гревот во срцето на тие луѓе. Но тие луѓе излегле како некој кој што бил како нас, кој што само дошол на позиција да го направи тоа. Може да биде било кој друг кој што ќе го направи тоа. Бидејќи гревот ја отапува совеста со тек на време. Ние може сега далеко да ги судиме тие луѓе, но доколку живееме во тој грев и не живееме во заедништво со Исус Христос, тој грев ќе не отапи и нас понатаму. Затоа овдека пишува: останете во мене и јас ќе останам во вас. Таму е изворот на животот. Доколку ние, како што пишува, гранката, кога ќе пресечеш дрвото, таа гранка умира. Доколку останува прилепена за гранката, таа продолжува да расте. Доколку дрвото го исечеш, стеблото на дрвото го исечеш, тоа дрво ќе умре и ќе биде запалено во огин. Доколку остане тоа прилепено со земјата и вкоренето длабоко, тоа продолжува да расте. Коронот на секој човек е заедништвото со Креаторот кој што го има создадено, заедништвото со Богот кој што го има создадено и знае што е најдобро за него. Исус Христос знае што е најдобро за тебе. Дојди и умре на крстот, беше пролеана неговата света скапоцена крв, единствената течност, единственото нешто кое што може да го промени твојот живот. Затоа вели: останете во мене и јас ќе останам во вас, зашто без мене не можете да направите ништо. Не дека ние не можеме до продавница да идеме леп да си купиме или да отидеме кафе да испиеме некаде, но не можеме да направиме ништо значајно кое што има вредност во вечноста. А ние сме вечни битија, создадени со желба за вечноста во нашите срца. Ти имаш желба за нешто повеќе од самиот ти. Имаш желба внатре длабоко, колку и ти да можеби ја притискаш таа желба моментално и ја игнорираш таа желба моментално или можеби си свесен моментално, но тоа го имаш во тебе, бидејќи ние сме создадени на тој начин. Сме создадени со желба за вечноста во нашите срца. И еден ден ќе отидеме во вечност. После овој живот, после смртта на ова тело, ние ќе бидеме во вечност. Прашањето на која од тие две места ќе бидеме, како што вели Библијата, дали во вечниот оган каде што ќе гори нашето тело, нашата душа, каде што не е екипата во пеколот, туку е самотијата, осаменоста и болката сам во пеколот. Замисли го најтешкиот, тажниот, стресниот, осамениот момент во твојот живот и помножи го пута милион. Тоа е пеколот и во цела вечност. Но од друга страна го има и другиот пат, го има и другото место, тоа е рајот, каде што Исус Христос ни дава таа можност да може да бидеме со Него таму. Ни дава таа можност да може да отидеме и да бидеме заедно со Него. За тоа ги снимаме овие видеа, за тоа излегуваме на улици, го проповедаме евангелието, идеме по места и го проповедаме тоа евангелие, тоа спасение, таа порака на помирување со Бог, бидејќи сакам никој еден од вас кој што го слуша овој видео да не отиде во тоа темно огнено место, туку да отиде во вечниот мир, во Божјото царство, каде што има радост, каде што нема повеќе солзе, како што вели Библијата. Но останете во мојата љубов, вели. Останете во мене, бидете во мене, доколку живееш ти оддалечен од Исус Христос. Тоаш патот е друг, но не сакам тоа да биде патот за твојот живот. Не сакам, бидејќи Бог ми дал љубов во моето срце за да го проповедам ова од камера на улица, секаде само за да некоја душа да може да се спаси. Само ти кој што го гледаш ова видео, ти што може би си на раскрсница во твојот живот. Не знаеш што е правилно, што не е правилно и нешто те тера да останеш до овој момент на ово видео, да размислуваш за повеќе за ти, да го промениш твојот начин на живот, да промениш твојата насока на чекорање во животот и да зачекориш со Исус Христос. Бидејќи тој само единствено тој може да ти даде вечен живот. Во Библијата пише во Дела апостолски 4 глава: нема друго име дадено под небото преку кое што можеме да се спасиме. Нема друго име, само името на Исус Христос. Но има една мисконцепција во Македонија, во сите деноминации, православни, протестанти, католици, каде што дека
ние сме верници и тоа е доволно. Јас верувам и тоа е доволно. Верата спасува. Но докато ти од кога ќе поверуваш не умреш во истиот момент како криминалецот кој што умре заедно со Исус на крстот и му рече ти од вечерва ќе бидеш во рајот, ние имаме одговорност за нашиот живот. И Исус не дојде да направи верници, дојде да направи ученици. Дојде да направи луѓе кои што ќе го следат него, кои што ќе ги почитуваат заповедите негови, кои што ќе сакаат да чекорат и да го запознаваат повеќе. Тоа дојде Исус да направи. Затоа вели останете во мене, не дојдете еднашка при мене, поверувајте, после продолжете се со животот, чекорете го како што сакате, пиете како што сте пиеле, пушете како што сте пушеле, дрогирате се како што сте се дрогирале, бидете заробени како што сте биле заробени. Исус Христос не дојде само да ни даде момент на поверување во него и да останеме се уште во синџирите, со кои што ѓаволот не држал и претходно. Исус дојде да ги скрши синџирите, со кои што ѓаволот не држал цел живот, да ги скрши генерацијските проклества, да ги скрши работите кои што направат тажни, да скрши депресијата, анксиозноста, паничните напади, да ги скрши осаменоста, да ги скрши безнадежноста. Бидејќи има надеж. Но надежта има име, тоа име е Исус Христос. Надежта е само во Исус Христос. Исус дојде да направи ученици, не верници. Кога многу често кога ќе излеземе и ќе разговараме со луѓе, мене луѓе доаѓаат и ми кажуваат, ама јас сум верник, јас сум голем верник, идам палам свеки, одам секоја недела во црква, давам пари, така натаму. Не е тоа чекорењето со Исус. Тоа не е лошо тоа, но не е чекорењето тоа со Исус. Чекорењето е да ние веруваме во него, да веруваме дека неговата жртва на крстот, крвта пролеана на крстот е за мене. Да имаме покаяние во нашето срце, таа вера имплицира покаяние, дека ние сега ќе чекориме заедно со Исус Христос, бидејќи таа жртва е за мене и ми е потребна до последниот ден од мојот живот. Пријателе, не го гаси ова видео сега. Сакам да го изгледаш до крај, бидејќи оваа порака е порака која што мене, оваа порака е порака која што спасува, има можност да ти ја спаси твојата душа. И Исус Христос не го прави тоа за да не внесе во некоја религиозна структура и да не направи слуги на неговите агенди. Туку вели дека вие не сте ми веќе слуги, не ве нарекувам веќе слуги, туку ве нарекувам пријатели. Ние можеме да бидеме пријатели. Има шанса да бидеш пријател, близок пријател. На друго место вели дека тој ми е татко. Да имаме близок однос, не религиозен далечен однос. Да си пишуваме писма со некој чичко од Австралија кој што го гледаме еднашка во 20 години. Не, туку татко со кој што разговараме секој ден, пријател со кој што пиеме кафе секој ден, 3 пати на ден. Тоа е Исус Христос за нас, тоа е Исус Христос за тие кои што веруваат во него, кои што остануваат во него. Затоа сакам да те повикам сега да размислиш повеќе за овој текст, бидејќи овој текст не е само за луѓето кои што веруваат и веќе чекорат со Исус Христос. Овој текст е и за луѓето кои што се уште немаат започнато личен однос со Исус Христос. И докато ти си тоа, сакам таа можност да ти ја дадам сега. Сакам таа можност да имаш сега, да можеш да го започнеш тоа. Во Библијата вели дека сите сгреши и паднаа пред Божјата слава, а казната за тоа е вечна смрт и не треба опростување за нашите гревови. Не треба да бидеме помирени со Креаторот кој што нима создадено, бидејќи гревот не одвојува подалеку и не носи проблеми во нашиот живот, не носи тага, не носи скршеност, болка, повреденост, изгубеност. Сум поминал такви периоди во мојот живот. Не зборам од незнаење, зборам од знаење. Сум поминал длабоки темни периоди во мојот живот, каде што сум размислил да си го завршам мојот живот во тие моменти. Но надежта е во Исус Христос, пријателе, надежта е само во него. Не чекај, бидејќи денот на спасението, моментот на спасението за твојот живот е сега. Сега е моментот. Не е утре, не е задутре, на никој не е ветен утре, на никој не е ветен следниот момент. Сега кога ќе излеземе од домот, кога ќе излезеш од кола, не знаеш што се може да се случи. Не знаеш, затоа сега те повикувам да го направиш тој исчекор, да го предадеш твојот живот на Исус Христос, да започнеш да го следиш него, не само да кажеш дека веруваш, туку да го следиш со целото твое срце. Доку сакаш да го направиш тоа, повтори оваа молитва од твоето срце кон Исус Христос. Господи Исусе Христе, признавам дека сум грешен. Фала што умра на крстот за мене. Од денес сакам да те следам. Верувам дека ти воскресна од мртвите.
и дека денеска си жив. Научи ме како да те следам. Сакам да бидам твој пријател, сакам да бидам твоје дете. Во твоето име го молам ова. Амен. Доколку го направи тоа, сакам да те честитам, ја донесам најважната одлука во твојот живот. Од денес понатаму, земи ја Библијата, Светото писмо, читај ја. Овдека содржи работи, зборови на живот, кои што ќе го водат твојот живот и понатаму. Доколку имаш Библија и не си отворил и ти фаќа прашина дома, време е да ја отвориш. Почни да читаш сам. Најди луѓе околу тебе кои што го следат Исус Христос и следате го заедно, да може да растете заедно во познавањето на Исус Христос. И ти благодарам што го изгледа ова видео до крај, ми е драго многу. Пиши ми порака доколку оваа порака ти има порака на некој од социјалните мрежи, доколку ова видео ти има променето нешто во твоето срце, и се гледаме во следно видео. Бидете благословени. Чао.